Добро утро од студиото на Слободен печат. Ова утро во рамките на соработката со Градска МК го имаме деканот на ветеринарниот факултет Дејан Јанкуловски. Добре ни дојдовте. Ќе поразговараме на актуелни теми кои што се важни и поврзани со ветеринарната медицина, со безбедноста на храната и така натаму. Она што е значајно, бидејќи сме во еден прилично жижок период со исклучок на вчерашното невреме, е безбедноста на храната. Се соочуваме, значи, секојдневно со проблеми во однос на труења, микроорганизми, пестициди и слично. Па каква е состојбата во моментот? Значи, какви мерки се презимаат? Мислам, не какви мерки се презимаат, односно како овој оддел на ветеринарниот факултет функционира? Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, меѓу другото, примарната дејност бидејќи му е вршење на образовна дејност, има и голем број на акредитирани лаборатории кои што се бават со тестирање, различен вид на тестирање, меѓу кои што е и безбедноста и квалитетот на храната. Во врска со безбедноста на храната, значи имаме околу 250 акредитирани методи, што е доказ дека начините на кои што го вршиме тестирањето се релевантни и валидни. Меѓутоа имаме и голем број на опрема која што е ставена во функција на вршење нови типови на анализи, оспособен кадар кој што е спремен, подготвен во секој момент да одговориме на сите барања, почнувајќи од Министерството, државните агенции надлежни во областа на безбедноста и квалитетот на храната, меѓутоа и на секој оној поединец кој што сака да изврши тестирање на квалитетот и безбедноста на храната, која што сите ние како потрошувачи ја конзумираме. Што се однесува за безбедноста, може да се постави прашањето какви све ризици постојат во однос или опасности постојат во однос на храната која што ја конзумираме. Се разбира дека она што е актуелно, како што и вие кажавте, тоа се во овој момент тие микробиолошки опасности кои што произлегуваат од труењето со храната, како резултат на претходна контаминација на храната на местото на потеклото на преработката или подготовката. Меѓутоа и ке нас кога ги чуваме, нели, храната дома, како ја третираме, дали доволно термички обработуваме и потоа како ја складираме понатаму храната. Меѓутоа постојат и други ризици кои што можат да предизвикаат несакани дејства кај луѓето во присуство на различни видови на, да речеме, остатоци во храната, како резултат дали на намерно користење на некои заштитни средства или ветеринарни лекови при производството на храна од растително и животинско потекло, па подоа тие остатоци или нивни метаболити, разградени делумно или целосно да се најдат во синџирот на храна, кои што подоцна повторно предизвикуваат последици. Меѓутоа и како последица на контаминација на животната средина како резултат на индустриската активност која што ја има, значи остатоци од тешки метали и нивни други соединенија кои што може да се најдат во храната, кои што може да предизвикаат, нели, на подолг временски рок штетни последици по здравјето на конзументите. И она што во последно време станува се поактуелно, тоа е алергиите или нетолерантности кон храна, како што е глутен или лактоза, или присуство на различни видови на алергени кои што може да бидат присутни во храната, меѓутоа недекларирани и кои што може да предизвикаат повторно негативни последици врз здравјето на потрошувачите. Значи, едноставно, ние сите како потрошувачи навистина сме загрижени за тоа што го конзумираме и како, значи, како да речеме, институциите на системот функционираат околу заштита на нашето здравје. Колку институциите бараат, да речеме, изработка на мустри или како и да оди целиот тој процес во лабораторијата со оглед на тоа што не знам, значи, каков е капацитетот на Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи секојдневно граѓаните се соочуваат со некакви состојби од типот на пестициди, значи други некои микроорганизми во храната. Како таа храна всушност влегува, дали вие имате некаква, може да се направи некаква контрола, мислам, или не, како пример едноставно? Значи, во нашиот лабораториите на нашиот факултет функционираат, како што и претходно кажав, на принципот претходно доставени барања и примероци и вршиме на тоа анализа. Значи, нашата стручност и професионалност е само во делот на вршење на анализите и издавање на резултати кој на нешто кој што ги побрал и кој што ги доставил анализите. Значи, за постапувањето понатаму ние немаме понатаму надлежност, меѓутоа, значи, во оној дел во случај на наод да кажеме на некој незадоволителен параметар,
ние сме обврзани и според закони да ги известиме дали надлежните министерства, дали агенциите за таков наод кој што подоцна нели треба да си ги превземат понатаму мерките во однос на заштита на населението. Така. Ветеринарната медицина игра клучна улога и во заштита на здравјето на животните, односно првично во заштита на здравјето на животните, бидејќи на тој начин е важно и здравјето на луѓето. Имавме нели состојби со африканска чума и некои други останати болести. Дали сега тоа е контролирано? Што се случува на терен? Имате ли некакви информации? Во рамките на нашиот факултет функционира Националниот институт за ветеринарство и храна, каде што освен како што кажав лабораториите кои што се бават со тестирање на безбедност и квалитет на храната, имаме и лаборатории кои што се бават со тестирање на состојбата на здравствената состојба на животните, во кое што се испитуваат сите оние значајни болести кои што представуваат опасност по здравјето на животните. Меѓутоа, некои од тие болести представуваат опасност и по здравјето на луѓето и тоа се така наречени зоонози кои што можат преку храната или преку животните да се пренесат и на луѓето. Значи, кај овие болести, кај африканската свинска чума, таа се појави периодов, имаше во соседството, меѓутоа се појави преку дивите животни и на нашите свињарски фарми, каде што нанесува големи економски штети. Таа не е зооноза, значи не се пренесува од животните на луѓето, меѓутоа во секој случај свињарските фарми треба да преземат соодветни мерки за да се спречи незиното внесување. Прво, затоа што не се лекува, треба да се уништат сите животни на фармата. Така, како влијаат климатските промени на некои состојби кај животните? Дали се соочувате со некои, бидејќи гледаме во последниот период климатските промени влијаат и на здравјето на луѓето, претпоставувам дека влијаат и на здравјето на животните во однос на некои нивни здравствени состојби и други состојби. Па со климатските промени, доаѓаат некои болести кои што не биле специфични за нашето подрачје. Тоа се најчесто поради некои инсекти, вектори кои што ги пренесуваат болестите преку животните, меѓутоа и од животните и на човекот. Така да преку овие внесување нови инсекти во нашата околина или во нашата средина, тие инсекти бидејќи ги пренесуваат причинителите на овие болести, може да ги пренесат помеѓу животните и помеѓу луѓето, така да африканската свинска чума, како што и називот кажува, најпрво дека не е специфична за ова подрачје. Подоцна се појавува се почесто и лешманиозата, која што е доста актуелна на медиумите, но што можеме да го сретнеме, каде што нашиот факултет исто така се врши тестирање и за неа, ке овие кучиња, бездомни кучињата кои што се од прифатилиштата. Меѓутоа постојат и други болести кои што може да бидат пренесени поради овие климатски промени, така да треба да бидеме подготвени дека некои болести кои што биле, да речеме, екзотични за нашите подрачја, дека почесто ќе ги имаме и ќе се појавуваат. Поради зголемувањето на температурата се менува и хабитатот кој што обстојуваат овие инсекти и со тоа треба да бидеме спремни дека ќе ни се појават и ваков тип на болести кои што, како што кажав, до сега не биле специфични за нашето подрачје. Да, мислам дека слична е состојбата со тигристиот комарец кој што дојде пред извесен период. Плюс тоа многу влечуги се појавуваат во последниот период, некои змии. Има ли некаков одсек, дел од вашиот факултет или некаква лабораторија што ги истражува овие, да речеме, и комарците, што би било ефикасно против тие комарци да се избори некако, бидејќи не знаеме точно какви промени прават во организмот на телото, а и гледаме дека институциите некако потврлија и во борбата со влечугите, односно им рекоа на граѓаните, снаоѓајте се сами. Што се однесува за влечугите и за змиите, навистина и ке нас некој настан, ако се случи, треба време навистина да се екипира некоја активност за да може да се понуди некаква опција на граѓаните. Во овој момент, таква активност факултетот не нуди, затоа што ова нешто е навистина кое што е ново и навистина треба и за нас ни треба време за да видиме како може да одговориме на ова прашање. Што се однесува за комарците, и до сега постоеле истражувања и проекти неколку години назад, меѓутоа и во моментот за нивната улога како вектори за пренесување на заразни болести, така да тоа го работиме како активност. Во секој случај
нашата активност се сведува само на испитување на тие заловени инсекти, нивно истражување дали ги носат некако причинител од заразна болест, а подосна резултатите повторно ги доставуваме до надлежни институции кои што понатаму треба да превземат активности. А во тие истражувања дали има информација, да речеме, дали прскањето со авион е поефикасно, бидејќи тоа некако се водеше дискусија, или на зимското? Тоа не знам, треба да видам колегите да ги прашаме за тоа, меѓутоа немам информација дека се испитувале влијанието на начините на прскање врз како обстојуваат. Пред малку ги спомнавте оние некои болести со кои што се соочуваат, нели, дел од животните. Има ли доволно ветеринарни клиники покрај вашата, значи има ли доволно ветеринарни клиники низ државава? Затоа што имаме и многу заштитници на животните, меѓутоа глобален тренд е тоа, односно тренд во целата држава да се намали бројот на студентите. Како стоите вие со бројот на студенти, односно ова се две прашања во едно? И од тоа дали зависи бројот на ветеринарните клиники и воопшто грижата за животните, дали се намалува или се зголемува влијаат бројот на студентите? Па во однос на бројот на студентите, од годината кога јас започнав на студирање на факултет за ветеринарна медицина во Скопје, 92 кога имаше над 100 пријавени студенти и кандидати, од кои што се правеше селекција, до на што го имаме претходните години, некаде на неколку последни години во број помеѓу 25 и 30 студенти, значи е факт дека бројот е намален. Трендот е веројатно и кај другите факултети сличен. Тоа што настојуваме како факултет да ги привлечеме студентите, затоа што ветеринарната професија како таква е доста значајна за држави како Македонија, затоа што бидејќи нашата држава е ориентирана дека станува збор за аграрна земјоделска држава која што најдобро поднебје за одгледување на храна од животинска и растителна основа, каде што треба, значи затоа и факултетот настојува да преку воведување на измена на наставни планови и програми постојано биде да речеме во линија со насоката на која се движи ветеринарната струка во светот и во однос на барањата кои што треба да ги исполнат ветеринари, докторите по ветеринарна медицина дипломирани на нашиот факултет и постојано вршиме надградба на тоа што го имаме како наставни планови и програми. На факултетот во овој момент курикулумот изнесува 12 семестри, почнувајќи од септември 2023 година, каде што одлучивме дека последната шестата година, двата последни семестри ќе бидат целосно посветени на практична настава на студентите, дали се станува збор за фарми или на предпријатија за производство и преработка на храна, или пак во амбуланти за домашни миленици, или во амбуланти за фармски животни, или пак во нашата универзитетска ветеринарна болница која што имаме на факултетот, се со цел на студентите да им се овозможи да првиот ден кога ќе станат доктори по ветеринарна медицина да ги имаат сите вештини и знаења кои што треба да ги има доктор по ветеринарна медицина. Бидејќи ветеринарната професија е регулирана професија според нашиот закон и според законите на Европската унија, според Европската комисија, значи заедно со некои други професии, значи се дава особено значење дека има значи некои критериуми кои што треба да бидат исполнети од страна на дипломираните ветеринари за да може да работат со цел заштита на здравјето на животните, меѓутоа заштита и на здравјето на луѓето. Со таа цел факултетот има воведено и понатаму до усовршување на оние кои што би сакале да продолжат со студирањето, значи специјалистички стручни студии кои што се едногодишни студии, меѓутоа имаме и докторски студии и тоа во насока безбедност на храна и ветеринарна медицина, со цел да се стекне со звањето доктор науки од областта на ветеринарната медицина. Што се однесува до состојбата со ветеринарните амбуланти, како што ме прашавте, тие се постојат во Македонија во доволен број, меѓутоа проблемот кој што се јавува е намалувањето на фондот на животните, кои што се фармски животни, кои што ги чуваме како животни за храна. Со тоа, со намалувањето на овој број на животни се намалува и потребата за ветеринарни услуги. Тоа што е актуелно во моментот е дека навистина постојат некои амбуланти ветеринарни во државата кои што работат и со овие фармски животни кои што добро функционираат. Меѓутоа најголемиот акцент во моментот се става на здравствената заштита на домашните миленици. Така да најголем дел од идните студенти или новите студенти на курикулумот на ветеринарна медицина се определуваат кога ќе им се спомне ветеринар дека ќе работат за
нели со домашните миленици и нивната здравствена заштита. Меѓутоа сакам да кажам дека освен со здравствената заштита, ветеринарниот курикулум се занимава и со фармските животни, со безбедноста на храната, како што кажавме, со заразните болести кај животните, благосостојбата кај животните, значи за тоа представува наука во која што се занимава со тоа како животните се постапува од страна на луѓето, дали се постапува на хуман начин, без стрес, без страв кон животните, значи сепак внимаваме на студентите да им дадеме знаење за сите овие области кои што ги кажав. Исто така имаме и област која што се бави со мерење на амбиенталните услови во кои што живеат животните. Значи дали тоа станува збор за фарми, различни фарми, гледувачници, одгледувалишта, во кои што се мерат некои параметри кои што гарантираме дека благосостојбата кај животните е зачувана. Така. Сега како што посочивте и вие, ветеринарната наука се модернизира. Значи предпоставувам дека имате нови технологии, дали комуницирате со универзитети и факултети кои што се надвор од држава, дали функционира Еразмус програмата на вашиот факултет, може би тоа е една од причините со кои што дополнително би привлекле до студенти. Да. Значи тоа што факултетот може да понуди во моментов, тоа се договори кои што на идните студенти, на сегашните студенти се разбира учество во програмите за мобилност. Тоа се програмите Еразмус и Цепус. Понатаму имаме подпишано договори со сите факултети од регионот, меѓутоа и пошироко од Европската унија и надвор од неа, на кој што може преку студентска размена да се посетат и други факултети да се видат. Следно е што факултетот има подпишано договори исто така со поголем број на ветеринарни болници, амбуланти и фарми и предпријатија за производство и преработка на храна, кој што студентите може известен период од своето време на факултетот да го поминат и таму за да ги стекнат тие практични знаења. Понатаму сите оние лаборатории кои што ги спомнав, кои што имаат современа и модерна опрема на факултетот, стојат на располагање за изведување на тој практичен дел на наставата, освен теоретскиот и практичен дел, бидејќи може да се запознаат со опрема која што ја нема на друго место во државата и на тој начин да бидат обучени за работа на таква софистицирана опрема. Обично универзитетите кај нас добиваат многу мал фонд и големи критики дека немаме научно-истражувачка дејност. Мислам дека на факултетот за ветерина не е 100% така, меѓутоа како се сноѓате, имате ли доволно фонд, има ли доволно интерес во однос на оваа научно-истражувачка дејност? Па точно е тоа дека средствата кои што се добиваат за научно-истражувачки проекти од државата се или многу мали или пак барем ке нас некои делови воопшто не ги добиваме. Тоа што е поради таа причина и факултетот одлучува да финансира сопствени проекти за вработените на факултетот, за да се стимулира оваа научно-истражувачка дејност. Значи доделуваме определен број во текот на годината финансирани проекти од факултетот за вработените, во кои што може да ги насочат своите научни истражувања, бидејќи освен образовната дејност, факултетот има и научно-истражувачка задача со цел да биде лидер предводник за нови настанечи технологии и истражувања кои што се случуваат во државата или пак да се имплементираат некои новини од светот кај нас. Значи тоа е задачата на факултетот, така да факултетот преку сопствени средства од делот кој што ги има активности во смисла на вршење на анализи, од тие средства значи да пренасочи во овие научно-истражувачки проекти на кои што може да аплицираат вработените преку конкурс и во кои што може да ги искажат своите научно-истражувачки активности и резултати кои што ги добиваат, да бидат потоа публицирани дали во нашето списание Македонски ветеринарен преглед кој што има фактор на влијание или пак во некој друго меѓународно списание. Оно што тука би сакал да кажам дека во тие активности може да се вклучуваат и нашите студенти, така да и нашите студенти имаат можност да бидат дел од овие научно-истражувачки проекти. Настојуваме нив да ги вклучиме во овој процес, бидејќи се тие тука заедно со нас, каде што студентите исто така може да публикуваат трудови од овие истражувања, меѓутоа ги презентираат на научни конференции. Дали на нашата научна конференција која што одржуваме секоја втора година, Денови на ветеринарна медицина, или пак на некој меѓународно друг настан или конференција, така да и студентите комплетно ги вклучуваме во овие научно-истражувачки активности. Ова предпоставуваме една од стратегиите за да привлечете повеќе студенти, дел од факултетите, значи прават и презентации по средните училишта. Вие, бидејќи сме во период кога
се дополагаат матурските испити, значи не знам како е точно процесот, веќе имаат ли поднесена апликација студентите, каква стратегија имате, да речеме, дали има нешто поразлично од минатата година за да ги привлечете? Вие спомнавте доста активности, доста пракса. Да, дали нешто што сум јас до сега информиран, конкурсот се уште не е објавен, бидејќи го треба да го објави Министерството за образование и наука, за да знаеме и кога би било приемните испити или приемните денови или кога се поднесуваат документи. Меѓутоа имаме, значи, од факултетот вработени кои што ги презентираат пред средношколците отворени денови на факултетот, каде што може да присуствува, да видат со што се занимаваме. И ова моје гостување во вашата програма е со насока да ги повикам идните академски граѓани на Македонија да повелат на факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и да го продолжат своето школување тука, бидејќи навистина ветеринарната струка како таква, како што кажав, е стратешко значење на државата и дека само со поголем интерес или од страна на надлежните институции може да се подобри оваа состојба. Факултетот, како што кажав, максимално настојува да инвестира и да ги именува програмите во насока на подобри знаења, на одговор кон новите проблеми кои што и ги спомнавме, така да се презентираме пред средношколците и отворени сме за соработка и слободно може да не посетат и да видат што задачи може да има идниот доктор по ветеринарна медицина. Така, на вашиот факултет се полага приемен или дополнително или се матурите? Бидејќи квотата ни е таа, како што кажав, поради бројот на студентите, државната квота се исполнува и без полагање на приемен испит. Вие сте релативно нов декан на факултетот за ветеринарна медицина. Претпоставам дека имате и лична амбиција, меѓутоа и целосна амбиција, нели, за подобрување на некои состојби на факултетот. Значи, кои се целите кои што си ги зададовте во следниот период, односно во периодот во кој што ќе раководите со факултетот? Да, значи целите кои што ги задавам според мојата програма, значи се унапредување на наставниот, на образовниот процес, унапредување на лабораториите кои што ги имаме со воведување на нови методи, набавка на дополнителна опрема која што ќе одговори на новите барања. Имаме, значи, универзитетска ветеринарна болница со која што постојано работиме со домашни миленици, меѓутоа ќе настојуваме да се стекнеме и со фарма, односно со ветеринарна болница за фармски животни, што би можело понатаму, значи, да го подобри процесот на образование и на студентите, меѓутоа и да одговориме кон барањата на како факултет, бидејќи настојуваме да се вклучиме кон значи европските ветеринарни факултети, да станеме полноправна членка на тоа здружение. Потребно се да се исполнат некои услови кои што се надевам ќе ги исполниме во следните неколку години со цел факултетот за ветеринарна медицина во Скопје да стане полноправна членка на Асоциацијата на европски ветеринарни факултети, со што нашата диплома доктор по ветеринарна медицина ќе биде еквивалентна со дипломите кои што се стекнуваат во факултетите во Европската унија. Јас ви благодарам многу на разговорот и на информациите кои што ги добивме. Она што за мене како новинар беше најзначајно е дека не најзначајно, туку студентите да сватат дека факултетот за ветеринарна медицина опфаќа и повеќе гранки. Како што рековте, особено значајна е безбедноста на храната. Исто така би сакала да се заблагодарам на гледачите. Ова е последната емисија која што се емитува во овој циклус во рамки на соработката меѓу Слободен печат и Градска МК и да се заблагодарам на Слободен печат за гостопримството. Убав ден!